Почитувани, ова е последната емисија од серијалот, емисија посветена на здравствената заштита на лицата со попреченост. Здравствениот систем во Република Македонија е социјален систем со здравствено осигурување по основ на задолжителни придонеси. Обезбедени се заштита и пристап до здравствената заштита за лицата со попреченост, што е регулирана со неколку законски и подзаконски акти. Во законската регулатива за здравствена заштита дефинирана е одредба со која е регулирано ослободување од плаќање партиципација за лекарски прегледи и набавка на лекови од позитивната листа за лица со попреченост до 26 годишна возраст и за набавка на некои ортопедски помагала, возрастната граница е до 18 годишна возраст. Семејствата на лицата со попреченост сметаат дека државата треба да им обезбеди бесплатни лекарства и третмани. Да ја проследиме животната приказна на Александра Митровска, која од раѓање се бори со церебрална парализа, а подоцна и со епилепсија. Александра Митровска од Куманово цели 14 години храбро се спротивставува на болеста што ја е дијагностицирана уште од самото раѓање. Поради високиот крвен притисок на незината мајка во текот на бременоста, ова девојче е родено предвремено како 7-месечно бебе со дијагноза церебрална парализа. Церебралната дијагноза како дијагноза е тешка и се води како инфантилна, значи пак како предвремена. Тоа значи неможност, значи немање на кислород во мозокот при породување и доведување до некои трајни последици во мозокот, кои што зависи кои центри се зафатени, значи претежно моторика, значи интелектуално дел не е, значи како што има случаи да се многу погодени тие центри, значи за говор, за слух, за вид. Сега координација исто така. Така да тоа е тоа. Од почетокот прво беше и тешко да се прифати, значи дијагнозата како дијагноза, мада има в случај, значи како дете има в случај во мојата блиска околина да има исто така дете со церебрална и тогаш се имам запознаено со таа дијагноза, значи и за одење во бања и за физикални третмани, значи се што следува. На Емилија веднаш и било јасно дека со киркичката ќе треба да се работи напорно целиот животен век. Секојдневни вежби, физикална и музикотерапија, работа со логопеди, дефектолози, сензорни терапии и редовна посета на бања. За потребните третмани неопходни се и поголеми финансиски средства кои што ова семејства како и повеќето во државата кои се соочуваат со таков проблем не може веќе да ги обезбедува. Одење во бања, значи не било која бања, тоа сакам да го потенцирам, значи одењето во нашиве бањи на некој начин според моје согледување и не помогнаа, ако се значи под фондот на социјално значи покриени, не помагаат за незината дијагноза и ние одевме од почетокот, значи незини 3,5 години, значи во Атомска бања во Чачак и само позитивни резултати од таму, значи. Дополнителен финансиски трошок за семејниот буџет. Не дополнителен, бара многу повеќе, значи земање на кредит, позајмување па враќање, значи како сакаш, сето тоа чини. Едно одење во бања е минимум значи 500 евра, минимум 500 евра. Само незиното значи бањење 2 пати дневно, значи кинезитерапија, подводна масажа, значи што е вклучена таму, значи се тоа се плаќа накнадно. Со оглед на тоа дека и нема кој да ја чува другата ќерка, значи мора и таа да оди. Значи ние како цела фамилија одиме, значи 4. Тоа ти е плюс смештај, значи за 4 особи. За храна да не кажувам, храна сама си готвиме, пошто не се исплаќа, значи тоа се плюс трошкови доручек, ручек, вечера, значи тоа се 15 дена. Минимум што е потребно за да се има некои резултати, значи од 14 до 21 ден во бања. И се оди претежно 2 пати годишно, значи во пролет и во есен. И од таа бања, значи, можам само да кажем, има позитивни реакции во смисла, значи, на незиниот интелектуален напредок, многу подобро, значи, зборува, разбира. Претходно беа само, значи, неколку зборови мама, тато, баба, дедо, значи, они основни. После одење во бања, значи, не прва година. Чуда не се случува, значи, од едно одење, 2-3, почнува да склопува и реченици, да учи и песнички напамет, значи, не и представува никаков проблем. Физички многу поопуштена,
многу поопуштена, значи посмирена. Нападите што ги имаше, епинападите нагло и се намалија. Сега уште сме на тие лекарства ради пубертетот, не смееме да ги намалиме, меѓутоа нападите се супер, значи нема напади. Церебралната парализа кај Александра е пропратена и со епилептични напади кои што започнале после првата година од раѓањето. За дел од лекарствата што ги прима секојдневно не плаќаат партиципација, но некои од нив воопшто не одат на позитивна листа. Емилија смета дека на лицата со посебни потреби државата треба да им обезбеди бесплатни лекарства и третмани. Таа што пие се Топамакс, кој што оди преку фондот на здравството и е ослободен од плаќање, значи на партиципација и на доплата. Тегретолот, поголема е доплата што ја плаќаме, отколку партиципацијата од која што сме ослободени. И ацетозоламидот кој што оди приватно. Тој не оди на рецепта. Физикалната си трае секој ден, значи. Ради немање на финансиски средства, не можеме секој ден да ја носиме на вежби, значи тоа се плаќа. Цените не се баш мали, значи ако се зборува за секој ден одење. Ја носиме обично 2-3 пати, значи зависи до месецот колку имаме. Онака јас си ја вежбам дома, значи си имаме тоа се што е потребно. Тука и логопедот, значи дефектологот за незиниот говор, значи и таму одиме од незини 3,5 години. Сега многу почесто, бидејќи повеќе напредува и повеќе и треба, значи во тој дел да напредне. Тука и школата, значи, кај што одиме во посебните паралелки. Во Браќа Младиновци? Да, во Браќа Младиновци, во посебни паралелки. Од колку години оди на училиште? Па од 2 години не ја носев, значи би требало од 9 години, така тргна таа, 8,5-9 години тргна. И таму пристапот беше прво од страна на професорите беше солиден. Меѓутоа школото како школа нема пристап за деца со колички. И секогаш беше сместена на првиот спрат, значи кај што се менува учениците практично, затоа што таа не можеше да се качи горе на спрат со незиното деление. И сега кога имаме можност, значи, за образовни асистенти, побаравме во друго училиште каде што има лифт, за да ја префрлиме таму и чекаме уште образовен асистент. Чекаме. Мислам, имаме добиено решение, меѓутоа ќе видиме кога ќе стигне образовниот асистент. Таа инаку сака да оди на училиште, послушна е, слуша, учи, собецава е супер. Така да ќе видиме. Емилија апелира до надлежните да обезбедат услови за отворање на една институција во Куманово за децата со посебни потреби, а особено за лицата со церебрална парализа, каде што тие на едно место ќе може да ги добиваат потребните услуги, без разлика дали станува збор за третмани кај физијатар, физиотерапевт, дефектолог, логопед или медицинска сестра. Со отворање на таква установа во нашиот град, на овие семејства драстично ќе им бидат намалени трошоците што ги прават водејќи ги децата на третмани во Скопје, особено кога станува збор за посета на логопед, бидејќи во Куманово ги има многу малку на број. Многу семејства од финансиски причини своите деца не ги водат на редовен физикален третман, иако лекарите потенцираат дека овие лица со попреченост имаат потреба од континуирана физикална терапија за да не дојде до неподвижност на зглобовите. Ова категорија на луѓе има потреба од континуирана физикална терапија. Зошто? Затоа што дел од нив, поголемиот дел од нив, имаат проблем со одење, со движење, кој доведува со ток на време до атрофија, хипотрофија, атрофија на мускулатурата и поради тоа со ток на време се создаваат и контрактури на зглобовите, односно неподвижност на зглобовите. Да би се спречило тоа, потребно е да се врши континуирана физикална терапија. Сега, тука се внесува, значи тука е битна многу кинезитерапијата, е битна работната терапија, исто како масажа и другите процедури. Да би се тоа приуштило на пациентите, треба да има соодветни услови. Овдека сега во нашата установа моментално работиме ние без кинези сала, без соба за, односно просторија за работна терапија и условите ни се никакви за работа. Тоа е поради тоа ние пациентите ги опадуваме да се лекуваат во други установи, да се рехабилитираат.
како во Заводот за рехабилитација во Козле, Свети Разм во Охрид, на бањски лекувања, дома, во странство. Некои од родителите на овие лица се принудени и да повикуваат дома, значи физиотерапевти да ги вежбат, бидејќи имаат потреба од константна физикална терапија. Значи, во последните години има се повеќе лица со посебни потреби, на кои им е потребна континуирана медицинска помош, од која физикалната терапија е еден од најбитните сегменти во таа помош. А се повеќе бараат помош, но на жалост ние не можеме да им излеземе во пресред и да ги задоволиме нивните потреби. Доваѓаат и сега, значи, примаме такви лица, но тоа се лицата што се во помала возраст, каде што родители уште може да ги носат сами, дали во раце или со колички, веќе за возрастни лица ние немаме соодветни услови. Овие пациенти се по дијагноза ослободени. Значи има одредени дијагнози кои се ослободени од фондот. Но тоа се однесува само на почетната, првичната дијагноза. Ако тој пациент, на пример, има проблеми со други органски системи, односно ако има воспаление на бели дробови или фрактура на ракено, тој не подлежи, значи, на ослободување. И тука е од партиципација, што е навистина сериозен проблем. Судбината си поиграла и со осмоделенецот Есад Зенуни. Тој боледува од аутизам. На Есад Зенуни од Куманово умерен аутизам му е дијагностициран на 2 години и 3 месеца. Првите симптоми што на мајка му и укажале дека нешто се случува со детето, биле кога Есад почнал прекумерно да јаде и постојано сам да седи во некој агол од собата, односно да не се игра со никого. Дека станува збор за болеста аутизам. Прво ја укажал психолог што го тестирал Есад во градинка, а потоа после детални испитувања на повеќе клиники, дијагнозата му е утврдена во Скопје. Есад сега е 8 оделение и учи во специјалното училиште Иднина во Чаир, но и покрај тоа што има 14,5 години, поради болеста секаде оди со придружник, а најчесто со мајка му. Тешко за мајка. За мајка многу е тешко да трчи со дете со дијагноза. Водим ка школу, водим ка на доктор, например, кај завната, правим термин за 9 месеца, 10 и дојде терминот. Каде идеш? Ги лечат зубови, му ставljат лек, за 2 недела му пада лекот. Да идеш приватно, ти кошта 3.000 еден зуб. За овие деца тешко е да живиш без работа, мајка да трчи по дете, да трчи по брат, само тато да работи. Тако нешто. Како и многу други семејства кои имаат деца со посебни потреби, така и Зенуни се соочуваат со финансиски проблеми, бидејќи станува збор за болест заради кои децата мора да бидат под редовна терапија. А сето тоа финансиски го оптоварува семејниот буџет, вели мајката на Есад, Фатиме. Таа апелира до надлежните власти целосно да ги ослободат од плаќање на партиципација за потребните лекарства, физикална терапија, но и придружникот на детето во болницата да биде ослободен, бидејќи според законот само до 3 години не се плаќа во болница за придружба на дете со посебни потреби, исто како и за здравите деца. Фондот крие нешто, подкрие нешто малко, например, овој за смирување рисетот и за развој овој депакинот, еден сироп, тој ми кошта доста тој, па пак мора да се снајдем да му купим за развој мозокот. И од држава малко е. Многу малко е тој. Значи са овие деца што треба повише да дават, да помагат. Да водим као Скопје секој ден у редовна школа, специјално редовна школа. Докторот кога го водим кај Сибота, вика иди на приватна. На приватна сега е 1500. 1500 само контрола. Док ти идеш, колку ќе ти кошта? Вежбањето само ми е на базентот, тој е ослободен, така ме примат вежбањето. Државата треба да овие деца да ги ослободи целосно и за болница, за доктор, за вежбање, физикална, за родител како придружник, што сум ја како мајка. Треба да се ослободи све за овие лекови.
Фатиме поради 24-часовната грижа за ЕСАТ нема можност да се вработи. Живеат од социјална парична помош и посебниот додаток што му припаѓа на ЕСАТ од државата. Месечно одвојуваат околу 3000 денари за лекарства од скромниот буџет со кој едва го преживуваат месецот. Фатиме се надева дека државата ќе има слух за овие деца и конечно ќе се измени законот за здравствена заштита. По навршување 26 години ослободување од плаќање партиципација користат само корисниците на постојана парична помош и лица кои што се сместени во згрижувачки семејства, а на лица што се во биолошки семејства ова право им е одземено. Потребата од користење лекарства по навршени 26 години не престанува, со што се отвора нов проблем за овие лица. Сами треба да ги обезбедуваат овие средства. Многу од нив не се во можност и ги прекинуваат третманите на своите деца, па со самото тоа на лицата со попреченост им е загрозена здравствената состојба. Родителите на лицата со попреченост се погласни во своите барања за донесување измени на постоечкиот закон за здравствена заштита. Благица Димитровска од Куманово е една од иницијаторите на овие измени. Со ведар дух и полн со позитивна енергија, 33 годишниот Александар Димитриевски од Куманово не пречека на куќниот праг, кога отидовме да ја слушнеме неговата животна приказна како лице со умерена интелектуална попреченост со комбинирани пречки. За да стигне до состојбата во која се наоѓа денеска, Александар заедно со родителите и постариот брат поминал трнлив и горчлив пат. Роден како здраво бебенце, Александар на 6-месечна возраст паднал во кома. На 6 месеци сега не ја знам причината, како го доев, така падна во кома. Без настинка, без температура, без никаква најава дека детето ќе се разболи од нешто. Бевме примени во Кумановската болница, но во тој момент никој не му ја пружи потребната помош. Подоцна дознав од мојот сопруг дека му рекле да биде тука, дека детето нема да преживее. Утре дента прашав што се случува со моето дете, нормално како и секој родител. Не добив објаснување што е болеста, што е причината за неговата кома, туку добив одговор дека моето дете ќе почине. Тоа се стресови што ги доживуваат повеќето родители, односно од нехуманиот пристап на здравствените работници спрема своите корисници на услугите, односно болничкото лекување. Александар се разбуди после 10 дена и бевме после 1 месец пуштени од болница како без последици. Јас и во тој момент не знаев диагнозата што всушност прележа моето дете. 2 пати му правеа пункција, јас не знаев тогаш што е пункција, тоа се зима сршта од мозочното ткиво кое тече помеѓу рбетот. И таа пункција правеа без анестезија, без ништо, тоа се огромни болки. Така да на отпусната листа воопшто не пишуваше дека моето дете ќе има последици. По читањето на диагнозата од отпусната листа, ние со сопругот решивме да отидеме во Скопје на испитување. Во Скопје бевме пак примени во болница на болничко лекување, каде што станавме некаде околу 40 дена. За тие 40 дена, од дете кое почнуваше само да седи и нормално на негова возраст да испушта гласови, да се смее, направија труп со експерименти. Експерименти со разни лекарства, со разна терапија, неговата тежина стана двојно поголема кога не пуштија да излеземе од болницата и се јавуваме редовно на контроли. Во тој период отидовме во Загреб, повторно на испитување и таму не наидовме на третман како што треба, но и плативме од свој трошок што не можеме да издржиме да остане подолго во болница. На некаде околу 2 годишна возраст лекарот што го лекуваше Александар, каде што се обраќавме на прегледи,
ни рече дека доживотно ќе чуваме труп, дека детето ништо нема да разбира, ниту пак ќе ме каже мамо некогаш. Александар проодел на 3,5 годишна возраст, почнал да разбира, достигнал нормална тежина и со помош на разни терапии и третмани напредувал многу брзо, се до 8-та година од својот живот кога скршил нога и морал да остане на болничко лекување во Скопје. Од тогаш, како што вели Благица, тој се бори и со епилепсија. Александар, кога се врати после операција, приметивме дека има напади на епилептични. Лекарите и сестрите, по она што се случуваше со детето, признаа дека анестезијата која му е дадена е погрешна и од тоа се јавила епилепсија. Мене никој не ми кажа дека треба да разговарам со анестезиолог, но и анестезиологот не дојде пред операцијата да направи разговор со нас, иако знае дека детето е со дијагноза. Со епилепсијата се бориме од негова 8 годишна возраст па до сега. Иако сега не идовме на лекар, кој е полн со разбирање и не прави ништо да експериментира, туку со дозирање на лекарства во крв му се препорачува и терапијата. Но кога беше Александар на операција, бидејќи имаше веќе 8 години, а според законот до 3 годишна возраст му следува придружник, јас плаќав за мене како во хотел, иако немаше воопшто никакви услови за мене како придружник. Но и болницата не беше подготвена да прими дете со попреченост за операција, бидејќи нивниот персонал не беше едуциран за да му помогне детето да остане само. Тоа и ден денеска сите родители кои се болнички сместени заедно со детето со попреченост плаќаат како во хотел, а не добиваат никаква услуга за тие пари. Оние кои не може да го издржат трошокот, ги оставаат децата без болничко сместување и третмани кои им се потребни. Што изгубивме ние, што изгуби моето дете од несоодветниот третман и од грешката на здравствениот систем? Ја изгуби својата работна способност. Но работната способност негова се одразува и на трошоците негови, бидејќи тој како осигуреник на Центарот за социјални работи, бидејќи лице кое е работно неспособно, е осигурано преку Центарот за социјални работи. Тоа го прави системот во нашата држава законски по навршување на 26 годишна возраст. До 26 годишна возраст ние како родители сме со продолжено старателство и тие се осигурани преку еден од родителите. Но кога ќе наврши 26 годишна возраст, тие се сметаат како полнолетни лица кои треба самостојно да бидат осигурани. Ако лицето е работно неспособно, не се пријавува преку Агенција за вработување, неговото здравствено осигурување е преку Центарот за социјални работи. Но со 26 годишната возраст, неговата заштита преку Законот за здравствено осигурување престанува. До 26 години не плаќаат партиципација при користење на лекарства, болничко лекување и сите други можни начини на заштита. После 26 години им престанува оваа право, но никој не објаснува дали овие лица повеќе немаат потреба од лекарства и не им треба здравствена заштита и здравствено осигурување, но јас како родител на Александар кажувам дека после оваа возраст тие користат многу повеќе лекарства, бидејќи ги користат од мала возраст, од деца, и секако организмот слабее и мора да се користат повеќе.
Партиципацијата за антиепилептиците е многу висока. Во одредени случаи го достигнува износот на туѓата нега. Што со оние лица по навршени 26 години што немаат финансиска можност да ја платат партиципацијата, а се останати сами и нема кој да им помогне, се прашуваат родителите. Затоа тие се погласно преку Сдруженијата на родители и на лицата со попреченост бараат измена на Законот за здравствено осигурување, каде што приоритетот е ослободувањето од партиципацијата да следува и после 26 годишна возраст на лицата со посебни потреби. Ова барање е од причина што лицата со попреченост мора да бидат под редовна терапија во текот на целиот живот. Неговиот вид на епилепсија е таков каде што не се лекува, не смее да остане без лекарства ниту еден ден. Значи, за се може да немаме, за неговите лекарства мора да имаме. Иако имаше период каде што едно кутивче од новите лекарства кои му го препишуваа ги плаќавме по 10.000 денари. Тоа се огромна сума, но ете кога знаеш дека мораш да се снајдеш и мора да го набавиш лекот. Инаку, за видот на попреченоста, Александар има умерена интелектуална попреченост со комбинирани пречки, но мислам дека комбинираните пречки се повидливи отколку неговата интелектуална попреченост, затоа што разбира повеќе од она што му е пишано како диагноза. Значи има пречки во говор, зборува нечисто, ние го разбираме, но кој прв пат се среќава со него, не може да го разбере. Има пречки во фината моторика, во грубата моторика нема. Значи, тоа му е една пречка каде што припишувањето и такви работи не може да пишува правилно, како што треба да пишува, и најголемата пречка е неговата болест, односно епилепсијата. Тоа е она што го има Александар, инаку живееме нормално, но би било многу поубаво ако имаше навремен соодветен здравствен третман и ако не се случеше лекарска грешка, затоа што до тој период дека да ја добие епилепсијата, тој беше многу самостоен. Откако се јави, сака да е самостоен, но ние сме на опрез, бидејќи може да се случи да падне во момент, бидејќи нема најава кога ќе добие напад, тоа се случува во 1 секунд, каде што ако падне може да се повреди лошо и неговата здравствена состојба да биде уште повеќе нарушена. Нема правило, но додека пиеше погрешна терапија, нападите беа многу чести, се јавуваа дури по 20 пати на ден. Сега, откако сменивме лекар, со лекарската што сега го води неговиот случај, мислам дека имаме повеќе успеси, бидејќи нападите може да не се јават и по неколку месеци, но од било што, без причина, може и да зачестат и веднаш се јавуваме на нов преглед и се менува дел од терапијата која ја пие. Ако биде подобро со новата терапија, продолжуваме, ако не, пак се враќаме на старата, значи постојано мораме да бидеме под лекарски надзор. Димитровски очекуваат помош од државата и се надеваат дека во најкраток временски рок ќе биде изменет Законот за здравствено осигурување и лицата со попреченост ќе бидат целосно ослободени од плаќање партиципација за лекарствата и по навршени 26 години. Колку е битно навреме да се препознаат и медицински да се третираат нападите на епилепсија, ќе слушнете од изјавата на доктор Емилија Цветковска од Клиниката за неврологија. Епилепсијата е често придружно заболување кај лицата со различни видови на попреченост. Тоа е логично затоа што секој вид на
пореметување на функцијата на мозокот или оштетување на неговата градба, може да резултира со епилептични напади и со така наречена симптоматска епилепсија. Така да причините кои довеле до различни видови на попреченост може да се и причини за развој на епилепсија. Епилептичните напади кај лицата како со попреченост, како и впрочем вообичаено, може да се фокални напади, но може да се и генерализирани. И симптомите зависат практично од делот на мозокот од каде што се јавуваат нападите. Може да се моторни, со грчевина една рака, нога или половина од тело, понатаму може да се сензитивни, може да се со различни движења, со автоматизми така нарачени, може да се со сочувани или со оштетена свест, а може и да се генерализирани напади при кои пациентот сосема ја губи свеста, паѓа и има грчеви на сите 4 екстремитети. Епилепсијата кај лица со попреченост дополнително ја влошува понекогаш состојбата, затоа што и самите епилептични напади, поготово во раната детска возраст, и ако се чести, ако има чести избивања на електроенцефалограмот, можат да го успорат когнитивниот и физички развој на детето. Поради тоа е многу важно да се препознае дека детето има некаков вид на напади, да се навреме диагностицираат и да се соодветно третираат. Епилепсијата се лекува вообичаено со различни видови антиепилептична терапија, со примена и на нефармаколошки методи, а во некои случаи и со хируршки третман. Во нашата земја достапни ни се различни видови на антиепилептични лекови. Ние секогаш се обидуваме и би сакале нормално да ги имаме и сите најнови лекови, секогаш тоа не е можно. И меѓутоа правиме напори да барем добар дел од антиепилептичната терапија биде достапна и во нашата земја, што е многу важно да е достапна на позитивна листа, затоа што тоа е хронична терапија која бара секојдневна, повеќе годишна употреба и представува големо оптеретување за буџетот на било кое семејство, ако не е на позитивна, например на позитивна листа за пациентите. Тоа мислам дека е еден од начините на кои може да им помогнеме на оваа група и воопшто на сите пациенти со епилепсија. Се разбира, важна е и примената на нефармаколошките методи, поддршката и од општеството и од семејството, едуцирање и на семејството и на општеството што е тоа епилептичен напад, како да се помогне при епилептичен напад, како да постапиме ако некој во семејството, на улица, на работа има епилептичен напад. Исто така сметам дека е потребна и едукација, како и за другите аспекти на лицата со попреченост, така и за епилепсијата и епилептичните напади, затоа што често се и причина за стигматизација на овие луѓе. Се уште кај нас заради недоволна едуцираност постојат одредени предрасуди кон лицата со епилепсија, така да мислам дека треба да се подигне општествената свест и на тоа поле. Што се однесува за други видови на третмани на епилепсијата, постои можност кај некои случаи и се препорачува хируршки третман. Тоа се пак речам избрани случаи каде што лековите не делуваат и ние правиме напори да на нашата клиника да успееме предхируршката проценка да ја направиме, а во соработки со хирурзите евентуално да почнеме и со хируршки третман на епилепсијата. Иако и нашиот здравствен систем и ние како здравствени работници се вкупно се обидуваме секогаш да направиме најдобро и највеќе што може за сите пациенти, а секако и за лицата со попреченост и со епилепсија, меѓутоа секогаш има простор за да се направи нешто повеќе. Секогаш има простор да се размислува за нови лекови, да се подобрат условите за хоспитализација кога имаат потреба во болниците. И она што исто така сметам дека е важно, ние секогаш сме им на располагање на пациентите дека е потребно да им се овозможи во местата каде што живеат да добијат соодветна здравствена заштита. Бидејќи има и специјалисти, лекари, од различни области кои им се потребни, стоматолози и така,
мислам дека е потребна едукација и создавање на услови да фактички не мораат секогаш овие лица да се опраќаат само во клиничкиот центар или во соодветните установи во Скопје, него и во местата каде што живеат да секојдневно имаат пристап до адекватна здравствена заштита. Што се однесува до нас, значи ние како лекари, па и како Сдруженијеве за Лига против борба за епилепсија, можам да ветам дека како и досега и од сега ќе се трудиме секој од новите антиепилептици за кои сметаме дека се потребни, дека ќе бидат корисни, ние постојано соработуваме со соодветните установи да бидат донесени во нашата земја и да бидат ставени на позитивна листа. Матилда Антик е лице со попреченост која заради лошата економска состојба на семејството немала можност редовно да се рехабилитира. Светлана Кипевска од Куманово е самоохрана мајка која 28 години деноноќно без ничија помош се грижи за својата ќерка која боледува од церебрална парализа и епилепсија. Матилда Антик е родена предвремено поради што првите денови од животот ги поминува во инкубатор. Дијагнозата ѝ била утврдена после 1 година од раѓањето. Таа се роди 1,7 кг. Ја третира како преметурче, нели? И ја ставија во инкубатор. Што подоцна лекарите ме прашуваа дали плачеше кога се роди. Да, плачеше. Што не е тоа последица дека е така родена. И последица кај мојата ќерка е од инкубатор. Нешто што е и како е, не знам. Важно од инкубатор. Само и среќа што ја извадив, ја 10 дена беше таму во инкубатор, не дозволив повеќе и си ја зедов дома, ја си донесов. Така, после со теке на време, по лекари, таму, ваму, носење таму. После 1 година се откри што е и како е дијагноза, овде во болница. Ја открија церебрална парализа, ми кажа, ме пратија во Скопје, на детска неврологија детска таму бев и со докторот таму се мафтавме од 1 година до 16 години. Така, одевме. Само таблети ми даваше, некои испитивање и направи, таблети поголема доза на таблети и друго ништо. Епилептичните напади кои најчесто се пропратна болест на церебралната парализа кај Матилда започнале од 7 годишна возраст. Заради финансиски проблеми на семејството, Светлана признава дека девојчето не примало редовна физикална терапија. Еднаш ми препорача од овдека од Куманово физикална, бевме таму и после дома си правевме физикална. После 7 години почна и епилептични напади. После докторот се налути на детско што ја носев, не сум ја носела редовно во Скопје. Ја не ја носев ради финансиски проблеми. Ја не можам кога сакам и како треба, затоа што само социјално живеев и од алиментација. И не можам ја кога сакам, а јас сама сум со неја, самохрана мајка. И не сакаше веќе на детско да ја гледаме, прати на неврологија за стари, ајде тука почнавме, исто и тука исто беше, имаше испитивања, нели, ЕГ, магнетна, да се види како што е, ми кажа дека е на магнетна, кога ја носев, тука ми кажа дека е застарено. Значи, од поодамна, како што кажа, значи, од инкубаторот, само не ми кажа од што и како е. Значи, тоа беше. Потоа едно време овдека почнавме, со лекарства, со ова, она, тука во болница. Мислам, не одевме, тука одевме само по потреба. Кога ќе добиеше напади, прими терапија и си дојдеме дома, немавме свој лекар тука. Пред 3 години почнавме тука со нашиот лекар и така, во Скопје застанавме, не одевме. Светлана, како и другите семејства кои имаат деца со посебни потреби, плаќа партиципација за лекарствата на Матилда, иако според неа, овие лица би требало да бидат ослободени од оваа давачка. За разлика од лекарствата, бесплатни се сите прегледи и снимања во болниците и клиниките. Партиципација се плаќа. Значи, таблетите, се што и да е, дали за овие проблеми, за церебрална, за епилепсија, се тоа плаќаме. Еве и памперси, исто партиципација плаќаме.
Не плаќав додека земав посебен додаток. Откако почнав, како го прекинаа додатокот, почнавме се да плаќаме. И се си плаќаме како и сите. Само што не плаќам, пример, прегледи, таму, нели, кога одиме терапија, снимања, таму, еве, 2 пати ова лето бевме на клиника на неврологија, што беше многу, значи, многу лоша ситуација. Ништо не плативме, тоа да, таму ништо. И овдека, кога одиме на испитивање, ништо не плаќаме. Само лекарства, памперси, тоа да, се си плаќаме. Ја мислам дека треба овие деца со попреченост, значи, да не плаќаат никакви лекарства. Зашто и да е, не само, например, еве како сега со мојата ќерка, да кажеме, имам проблем со епилепсија и церебрална парализа. Значи, ја ги плаќам лекарствата, не само за тоа. Тие деца се и почесто слаби на имунитет, и се преладат, и ова, она, значи, на ним им треба секаква терапија. На моја ќерка и треба, пример, терапија и за желудник, има проблеми со варење. Таа не жвака. Таа, значи, тука треба. Значи, ја од додатокот, едниот додаток што го јас имам, еве за себе лично да кажам, ја едниот додаток треба да го дадам за лекарства, ако идат на позитивна листа, значи ја треба тоа да го дадам за лекарства. Другиот додаток треба да дадам, например, да кажам, еве сега, зима е, огревно дрво, струја, ова, она, треба се да се плати. А тие пари не се доволно. Значи, треба државата, например, да размисли за овие деца. На децата со посебни потреби им е потребна социјализација и соодветна рехабилитација што ќе им ја обезбеди државата за да има позитивни резултати. Светлана е разочарана од односот на социјалните служби кон децата со попреченост. Директорот, тогашниот, стариот директор, не е битно да го кажеме кој е, нели? Тој ми кажа, може да ти го сместам детето во дом. Ама јас сум мајка, ја не можам да го дадам. Ако треба, ќе застанам и на мост и ќе просам за ова дете, ја не го давам во дом. Значи, треба некој да застане и да се загрижи за овие деца. Услови на овие деца им требат, не само на мојата ќерка, и на други. Има деца што можат и да работат, што можат и да се движат и да учат и се. Зошто да ги отргнуваат од да не се социализират и тие со сите, нели? Матилда поради болеста не оди на училиште, но доколку би имало соодветна институција, таа не би била затворена во 4 ѕида само со својата мајка. Ја завршува својата тажна приказна Светлана, надевајќи се дека ќе допре до надлежните. За децата со попреченост при болничка здравствена заштита и рехабилитација дозволен е придружник до 3 годишна возраст, а центрите за рехабилитација најчесто се оддалечени од местото на живење. Голем дел од родителите со години се по болници и центри за рехабилитација како придружници на своите деца, спречени да заснуваат работен однос, а поради ограничувањата во законските прописи плаќаат за лекарства и престој во болниците и центрите за рехабилитација со целосен износ. Како тоа финансиски се одразува врз семејниот буџет, ке слушнете од семејството Мустафи. 16-годишната Алејна од Куманово е родена со церебрална парализа, а последнава деценија се бори и со епилептични напади. Поради болеста од самото раѓање, Лејла, како што ја нарекуваат родителите, не може самостојно да се движи поради што користи ортопедски помагала, а најголема поддршка е нејзината мајка, која во секој момент е до своето чедо. На 4,5 година беше. Така, и што се случи? Стала сум да спие и повраќа се. Ја мислим дека такој. Го викаме да го станува и не може. Го донесемо овдека кај матичен доктор што е. Тој ни ги издава да одиме до болницу тамо. И он вика, не знам што да кажем, не може да го приметме. После имаше една контрола во тамо, во центар во Скопје што го гледаме. И кад го, како да кажем, ги има контрола со ЕГ. И се кажува дека има епилепсија. Тана почнаме с лекови. Тамо кад тие ги прима се први што беше, па после 6 месеци он имаше напад, однесеме вовдека во болница, 6 сати би на такој, без ништо. Беше новогодишна.
И јас ги кажам, дај ми упут да го несам во Скопје. Она да чекаме. Па кад го несем во тамо, тие го смиреле. И 1-2 ноќи сум седела, па после доаѓам дома и од тамо 12 година што с епилепсија. А сега кад гледам кај тој доктор Софјанов, се намалуе. Школа не првен. Нема. Не оди, се ижих. Мислим, лазе. Кај што идемо на приватно имо. Те документи. Она се со очува и со епилепсија, напади на епилепсија. Лекови приватно ги купиме. Едни пар лекови нема ги овде. Морамо да идемо или на Рашева овдека и да ги купиме негде. А овдека ги нема. Не сум. Работам. Едва живимо. Ала Богу, имам пријатели имам. Се помагате меѓу себе? Помагаме, да. Огромни финансиски средства се потребни за терапиите и лековите што мора секојдневно да ги користи ова девојче, бидејќи родителите на Алена не се задоволни од здравствените услуги што ги добиваат во државното здравство, терапиите ги плаќаат од сопствен джеп. Естествено, поримо, ама за неа 100 евра и немално. Тоа се големи финансиски средства. Она е тешка. Она не може да оди. Лани смо направили дома. Наплатили смо по 100 евро. Физикално. Така, физикална терапија во домашни услови. Приватно мислим. Да. Иначе тамо 5 минути само го. Да. Намалување на лекови има у Скопје. Кај што ga однесоме за епилепсија, има. Али овако нема. Све лошо и лошо. Она расне, знае све, сака школу, сака друштво, све, овдека нема. Нема такво. Однесоме ga во школу приватно. Му се благодарим на учителот Дорим. Он направи све приватно и однесем ga тамо по 1 час. Понеделник среда и петак. Тоа е тој што имамо ние услови за овие наши деца со хендикеп. Едно пут смо биле во Охрид за терапију такој. И плаќала сам јас. Не сам седела, она не седеше, сака да лазе во... Тамо имаше немаше тепи, само плочкови. И терапија исто го прават. Као овдека, као тамо. И не сам седела тамо, а јас плачела сам тамо. А еден пут сум била с една операција мала беше. И тамо сум лежала 2 недели, такој. И плачела сам за мене, а за она не. Да не се плачат и за мајку и за дете. Семејството Мустафи смета дека се потребни определени измени во законските прописи за здравствена заштита, што ќе овозможат подобрување на пристапот до здравствената заштита за сите граѓани со попреченост без никакви ограничувања. Ортопедските помагала што се бесплатни се со низок квалитет, па повторно останува на родителот да ги купи по многу повисока цена. Ова на своја кожа го почувствувал Коки Стефановски, кој за 2 слушни апарата за своето 8-годишно дете морал да обезбеди 4000 евра. Тоа го приметивме детето имаше возраст од 3 години.
бевме во Скопје на испитување на неурохирургија на детска поликлиника во Скопје и таму докторката ни рече дека треба да испитаме кај детето све. Претходно правевме две овакви магнетни резонанси што покажа дека детето има прележено цитомегаловирусна инфекција уште во трудноќа кај сопругата. После тоа ни даде да испитаме све, значи слух, вид, физикални терапии правевме за детето да почне самостално да оди, да прооди и тогаш на бера тест во Скопје на поликлиника за уво, нос и грло установија дека детето има оштетен слух. И тоа слухот беше оштетен на левото уво меѓу 70 и 80 децибели, а на десното над 90. После тоа ни дадоа совет и требаше да го однесеме да земе слушен апарат и да започнеме со рехабилитација на слух, говор и глас во центарот во Скопје. После тоа ние отидовме, ни дадоа фирми кои работат со фондот, кај што ќе ни дадат апарати за детето. Ние отидовме, ги земавме тие апарати и почнавме со рехабилитација на слухот и говорот во центарот во Скопје. Забележавме подобрување со самото тоа што детето првиот слух кој го доби со градување на апарат, значи он имал на левото уво минимален слух кој не можел нормално да го примети. Со ставање на апарат детето почна да слуша, почна да реагира, почна да има некои позитивни реакции со тоа што го слуша. Меѓутоа, за да може да развие нормален говор, тоа ни го кажа и докторите, логопедите, поточно и дефектолози во центарот за слух, говор и глас, исто да ни го кажа и докторката на уво, нос и грло, дека овие апарати за почеток ќе му бидат доволни, пошто детето, детето е мало, прво треба да свати дека нешто слуша, дека нешто ново има во неговиот живот. После тоа, кога тоа помина, тие апарати не му се доволни за детето да може самостално, тоест со помош на логопеди, дефектолози, да го развие нормалниот говор. Тие апарати ги користеше околу нецели 2 години. После 2 години и рекоа дека треба тие апаратчиња да се сменат, што и по закон го следува на секој малолетно дете, значи мало дете го следува секој 2 години преку фондот за здравство, дека пак ќе добие нови апарати. Меѓутоа, тие апарати се со иста јачина, потполно истите што ги земал прв пат, ќе ги добие и по втор пат. Тие апарати не се доволни за детето да може да развие говор. Сега, ние како родители сме приморани или ради тоа што сакаме да им помогнеме на своите деца, мораме тие апарати да ги купиме. Таков софистициран современ апарат кошта околу 2000 евра. Ние веќе набавивме таков апарат со тоа што јас сум вработен во АРМ као професионален војник. Дел од средства собраа, сакам да им се заблагодарам на моите колеги, собраа солидарна помош, нешто земавме кредит од неколку страни и си го дозволивме тој апарат. Тоест тие 2 апарати, пошто треба да ги носи на двете. Значи зборуваме дека еден апарат чини околу 2000 евра. Со тоа што за нецела година видовме многу поголем напредок. Значи секој апарат што ќе го купите нов, има гаранција од 1 година. Меѓутоа, од 2 до 4 години тој апарат е функционален. И како тако може да се користи. Апаратот кој го дава социјалното, тој е 4 канален. Нашата азбука е од 31 буква, нели? Тие 31 буква се распоредени во 4 такви канали. Значи се ствара поклапање. Мене тоа така ме го објасниле, ја така би го кажувам. Се ствара поклапање на некои си одредени букви кои се и многу слични и не може да се разграничат. Софистицираниот апарат
Тој е 20 канален. Тие 31 буква као такви се распоредени во 20 канали. Што значи дека има по нецели 2 букви во еден канал, што многу подобро е за слухот на детето. Друга опција која може да ни ја понуди фондот, што ние како родители ја баравме, барем да ни дозволат колку што е дозволено од фондот, колку кошта тој апарат што го дозволува фондот, остатокот да го доплатиме за да земеме пософистициран апарат. И од тоа нема ништо. Локалните здруженија немаат можност самостојно да действуваат за измени и дополнување на законската рамка, поради неинформираност за вклучување во работните тела и комисиите што учествуваат во креирање стратегии и акциони планови на национално ниво. Со години наназад, здруженијата лобираат преку разни чинители, но досега не е решено ова многу важно прашање, иако бројката на лицата со попреченост во Република Македонија не е воопшто занемарлива. Таа изнесува 15% според податоците на Светската здравствена организација.